предновогодишна средба со прилепските и битолските, односно пелагониските бизнисмени на покана на регионалната стопанска комора од Прилеп и од Битола. Денес тука во Прилеп одржавме средба на која се разговараше на повеќе теми. Една од темите беше презентирање на новиот закон за работен ангажман, кој што ќе почне да се имплементира од 1 јануари 2026 година. На бизнисмените му покажавме кои се предностите на овој закон и на кој начин ќе може да ги ангажираат сите оние лица кои ги опфаќа законот, а да напоменам тоа се сите вработени, невработени лица, социјални приматели на социјална помош, секако тоа се пензионери и студенти. Значи сите овие лица ќе можат да ги ангажираат без да го изгубат својот статус и точно определено во законот колку денови и колку работни сати може да се ангажираат во текот на месецот и годината. Да напоменам дека офатени се неколку стопански гранки кои ќе можат да го користат овој закон, а тоа се земјоделието, угостителството и секако услужните дејности во домаќинството. Секако дека имаше голем интерес и прашања, бидејќи голем проблем е пазарот на трудот, да се најде доволно работна и работоспособна и стручна работна сила, меѓутоа овој закон ќе важи со тоа дополнително ангажирање или сезонско ангажирање да се пополни на некој начин ова празнина која што и како му е потребна на стопанството и работодавачите. Едно од прашањата не му беше јасно колку можат, како можат да бидат ангажирани. Еве да напоменам дека во областа земјоделие може да бидат вкупно ангажирани 180 денови во годината, во угостителството и услужните дејности во домаќинство 120 дена. Бенефитот е тоа што од една страна работодавачите ќе можат да најдат работна сила, од друга страна сите оние кои ќе бидат сезонско вработени ќе можат да остварат дополнителен принос, приход, а со тоа без да го изгубат статусот кој го стекнале во текот на своето работење или живот. Имате ли бројка колку на пример такви луѓе има во Македонија? Не, имаме бројка дека со овој закон се предвидува со неговото имплементирање да бидат вкупно. Прво да напоменам дека овој закон е за сузбивање на сивата економија и дека со овој закон се предвидува да бидат работно ангажирани околу 10.000 лица во областа на земјоделието и околу 6 до 7.000 лица во областа на угостителството и услужните дејности во домаќинство или вкупно некаде околу 17.000 лица. Дали во држава може да биде бенефитот на државата секако е преку сузбивање на сивата економија, односно вработувањето на црно како што било до сега, поголем придонес и полнење на буџетот на државата. Од друга страна ќе има поголема работа трудовиот инспекторат. Да. Дали може да биде проширен на други дејности овој закон, да не биде само земјоделие? Па една од барањата на стопанството и стопанската комора беше да се прошири овој закон, меѓутоа треба да се има трпение прво да видиме како ќе се имплементира со овие дејности законот, а понатаму сме отворени за соработка како влада и Министерство за економија и труд да се прошири со други дејности према потребите на пазарот на трудот. Значи, на денешната средба со бизнис заедницата од Пелагониско-Преспанскиот регион упативме јасна порака дека сите чесни и одговорни компании, сите чесни и одговорни даночни обврзници се наши сојузници, бидејќи имаме заедничка цел. Наша цел е ефикасната наплата на даноците и јавните приходи со што се обезбедува нели стабилно и предвидливо финансирање на јавните добра и услуги, а тоа за нив исто така обезбедува праведност во оданочувањето, фер конкуренција и поволно деловно обкружување. Во духот на таквата поврзаност и заеднички цели со даночните обврзници, УЈП во континуитет спроведува вакви директни средби со стопански комори и бизнис заедници на државно, регионално и локално ниво, каква што е денешната средба, при што имаме конструктивна дискусија за отворени прашања и ги информиравме нели компаниите за работењето на УЈП, за сите мерки што ги превземаме, за подобра даночна дисциплина, за подобрување на услугите на
што ги користат како даночни обврзници и за дигитализацијата на УЈП. Секако, значи, она што е најинтересно и најактуелно за даночните обврзници е воведувањето на системот за e-фактурирање, чија пилот имплементација ќе започне од 1 јануари 2026 година. И оваа мерка, како и системите што ќе ги обезбеди УЈП во контекст на спроведувањето на Законот за работно ангажирање, значи двете мерки заедно се мерки кои што се со цел за намалување на сивата економија, значи тие ќе имаат бенефит и за компаниите, за да се зголеми, да се намали нелојалната конкуренција меѓу компаниите, но во исто време имаат бенефити за државата и целото општество преку подобро собирање на јавните приходи, не само преку овие дополнителни придонеси кои што ќе бидат символични и данокот што ќе се плаќаат за овие работно ангажирани лица, туку преку намалување на готовината која што сега се користи за плаќање на неформално вработените, која готовина сепак произлегува и представува неевидентиран промет, неевидентирани приходи и помало плаќање на другите даноци. Го поздравуваме овој закон, во очекување сме на негова имплементација. Од наша страна побаравме да има проширување на дејностите, бидејќи горе-долу во сите дејности има потреба од работна сила. Министерството за економија најави дека по првите проверки како ќе се функционира законот, дека ќе има можност да се разгледуваат и тие работи. Се надеваме дека ќе излезат во пресрет на поголемите компании, да можат и тие да ангажираат работно вакви сезонски вработувања, но исто така и да се зголеми бројот на часови на работење, да не биде само 180 часа или 120 часа, туку да малку повеќе да се зголеми тој број. Во секој случај да се задржат правата кои ги имаат работниците, да не дојде да дојде злоупотреба од страна на некои компании, да ги ангажираат повеќе, односно да пробуваат да го избегнат овој закон. Тие се денови, 180 денови, но сепак часовите се до 12 часа. Ова ќе значи огромен импакт во делот на угостителството. Она што сите угостители, бидејќи нашите млади заменуваат на работа во странски држави во делот на угостителството најмногу, така да на овој начин ќе може да се ангажираат во делот на угостителството повеќе работници, но сепак и во другите индустрии има потреба, во конзервната индустрија, во оние индустрии кои работат со сопствени производи во делот на пакувањето, има потреба и можат младите да бидат вработени во тој дел. Поздравувам иницијативата што една ваква средба се организира овде во Прилеп. Сакам да истакнам дека локалната самоуправа или општина Прилеп е сериозен партнер на прилепското стопанство. Стоиме тука како мост за поврзување помеѓу централните институции и локалното стопанство. Особено ни е важно локалните фирми да имаат предвидлив економски развој, односно да ги следат процесите кои што треба да се случуваат и би се случувале во иднина во државата, а ние како локална самоуправа да ги користиме ресурсите, односно да представуваме мост за поврзување помеѓу централни институции и локално стопанство, затоа што локалното стопанство е особено важно за сериозниот и брз развој на прилепската економија. Ги поздравувам присутните гости и директорката на управата за јавни приходи, особено заменик министерот за економија и труд, кои што се денеска најповикани за да ги представат новините кои што централната власт ги воведува, а би значеле понатамошен развој, односно намалување на сивата економија и олеснување на процесите во економското или стопанското работење на нашите компании. Остануваме како општина Прилеп, како што кажав, сериозни партнери и на прилепското стопанство и на централните институции кои што треба да го помагаат, односно да инфраструктурно го подобруваат живењето на сите стопанственици, а преку тоа да се зголеми вработливост, односно оние 863 млади луѓе кои што во Прилеп се евидентирани во агенцијата за вработување да дојдеме на една позитивна нула, односно да немаме млад човек кој што
не е вработена, а исто така да се намалува сериозно и стапката на невработеност и на останатите лица кои што се регистрирани во агенцијата за вработување. Преку имплементација на овие закони, сметам дека и оние граѓани кои што стекнале некој статус во општеството, односно некоја социјална категорија, корисници на некои социјални бенефиции, студенти кои што приматели на некоја стипендија, да не го губат статусот, а да можат да бидат ангажирани и за тоа да добијат сериозен надоместок, односно да им бидат платени сите социјални бенефиции кои што еден нормален вработен би ги имал. Уште еднаш поздрав за организираниот настан и секогаш сме горди домаќини кога во Прилеп се случуваат вакви настани.